Почитувани гледачи, добар ден и добро ни дојдовте во уште една епизода на кулинарското шоу 180 степени на телевизија Телма. Моето име е Филип Чаловски, се наоѓаме во ФДЖ кулинарското училиште и со мене денеска се 6 нови надпреварувачи и последни од групата кои што се надпреваруваат за главна награда од 1 милион денари, награда која што секако се надевам дека ќе успее да им го заврати животот па и кариерата за 180 степени. Шоуто сакаме да ве едуцира, да ве развесели, на моменти да ве растажи, со некој ќе се збогуваме, ќе имаме елиминација, ќе имаме малце финале, полуфинале, ќе го почувствувате притисокот на професионалната кујна. Се надевам дека изминатите две групи на надпреварувачи веќе знаат за што се работи. Ален, Данило, Александра, Људмила, Радка и Мартин со нас во кулинарското училиште денеска се надпреваруваат на истата тема балканско мезе или македонско мезе. Ќе готвиме пинџур. Данило, спремни? Да. Ален, како се чувствуваш? Малку имам трема, ама спремен сум. Баш ми е драго, тоа сакам да го чујам. Мартин, накратко да ви ги објаснам кои се правилата на игра. Пред се временската рамка, значи ова не би било кулинарско шоу доколку готвиме без временска рамка. Најголемиот притисок во професионалната кујна што го чувствуваме е дека јадењето мора да се испорача во одредено време и да биде спремно, супер сервирано, супер зачинето, да изгледа добро, да биде чиста чинијата и така натаму. Тоа се обидуваме исто да го овде реплицираме, така да имате 35 минути да подготвиме пинџур. Нормално пинџурот оди со лепче, тоа е еден вид на, да речеме, мезе кое што секогаш уживаме да го јадеме, да макнеме. Тоа е нашиот ритуал кога конзумираме пинџур. Се ви е измерено, тоа малце ви помогна екипата на ФДЖ. Ви измери една од нашите омилени рецептури за пита лепче, која што содржи јогурт, маслиново масло, квасец, брашно, сол и малку шекер. Понатаму исто и за пинџурот, ние све измерено, имате 35 минути, ќе бидете оценувани од еден стручен тим, мои многу драги пријатели и соработници, кои што ќе ги најавам. Тимот ќе ве оценува по чистотата на работа, нормално најважен ни е вкусот, чистота, организираност, така да испланирате си најпрво све во главата, направете еден план како ќе почнете. Набрзо јас ќе ви кажам некои насоки што ќе ве направат супериорни во изработка на пинџурот и на лепчето. Јас да го најавам од стручен тим, комисијата и главните суди денеска. Тука е со нас во студиото Златко Таневски. Еден голем аплауз ќе молам за Златко. Не треба голема најава, кулинарски експерт, власник на ФДЖ кулинарското училиште и со нас вечерва е човекот кој што го запознав како мајстор за изработка на рачни ножеви. Денеска би рекол уметник, Гоце Мартиновски. Добро ни дојде, Гоце. Аплауз себе. Гоце ќе го збогати исто нашиот едукативен дел на емисијата и ќе даде мал осврт на тоа како се изработуваат ножевите. Многу е битно да имате и знаење додека се надпреварувате, а зашто би имале знаење ако не за вашата главна алатка, која што ќе ви стане ваш најдобар пријател низ оваа емисија, ножот. Јас ќе ви дам некои насоки како се сецка, а Гоце ќе ви каже како се изработува и како би требало да се грижите за вашиот нож низ целиот серијал. Здраво, јас сум Мартиновски Гоце, изработувач на рачно работени ножеви. Веќе 6-7 години се занимавам со изработка на рачно ковани ножеви. Ќе се запознаеме накратко со типот на изработка, типови на ножеви и начини на оштрење. Во однос на одржувањето, оштрењето, искаме составен дел на ножевите и маса кој служи за корекција на ножот и работа. Сега да нормално ќе се истап колку иде добар и кога го изработен. Треба од време на време да се коригира сечивото. И исто може имаме најразлични абразивни компоненти, типот на камења или некои диамантски ножки кои што рачно се бруса кон ножевите да биде до посакуваниот ефект на квалитетно сечење и може да бидат вработени на машински кружни форми, диамантски компоненти или камени
Тоа за машини, тие се специјални машини кои ги немаме сите во кои услови. Па зборуваме за еден квалитетно наоштрен нож, што голема помош на и потреба на секој шеф, то би изгледало вака некако. Пинџур. Мезе кое што со сигурност ни доаѓа Блискиот Исток со големо влијание од Отоманската империја, мезе кое што е варијација на блискоисточните мезиња како мутабал, баба гануш, меѓутоа кај нас и добило свој лик во соодносот на мудар патлижан, пиперка, црвен домат, Макдоносот, нормално и каде пинџур без лук, никаде. Така, лукот сакаме да го почувствуваме елегантно, пинџурот сакаме да има конзистенција секој еден од зеленчуците. Значи не сакаме да добиеме каша или зеленчукова супа, сакаме секој еден од зеленчуците да си има своја текстура. Баш поради тоа е и техниката на попарување на пинџурот со врело масло, а не запржување од старт на речиси млако масло или така, каде што на крај ќе добиеме каша. Понатаму за пинџурот, самиот збор, етимологијата потекнува од Блискиот Исток, сигурно можда и од Персија, меѓутоа податоците кажуваат и сите сме го употребувале тој збор како деца, пинзур, што значува нешто мало. Тоа значи дека сакаме пинџурот да биде мал, меѓутоа интензивен. Ме разбирате, мала да биде порцијата, која што ќе се послужи за настројцата. Меѓутоа интензивна, за чинета, сакаме карактер. Здраво на сите, јас сум Мален Туцо, доаѓам од Прилеп. Се пријавив на шоуто заради тоа што сакам да готвам, едноставно. Тоа беше првата причина. Втората и според мене поважна причина е тоа што сакам да си ги дополнам дупките во знаењето во однос на готвење. Сакам да, народски речено, да се измешам со квалитетни готвачи, како што се готвачите кои што ќе ги запознавам и што ги запознав овдека, односно Филип. Понатаму сакам ке лепшето да видам техники. Можете да го подпечете на тава, можете да го запржите во форма на мекици, зошто да не го направиме и на пареа. Чисто како идеја, имате две прашања, можете да не користите мене, Златко или Гоце низ готвењето. 35 минути почнуваат сега. Другиот дел од лажицата, Људмила, со стапчето, со тој другиот дел на лажицата, помогни си слободно, користи го. Добро, ништо готово. После што го размесим така. Здраво, се викам Људмила Петровска. Живеам во Скопје више 20 години, тука сум с неа, мажена сум тука, две дечиња имам големи. Се пријавих за емисијата чисто од љубопитство, да научам нешто ново, да се дружам со луѓе убави, сакам новитети, сакам да учам нешто ново и да приложам тоа што знам и тоа исто ми е бонус.
Јас сум Ратка Толеска, на ова шоу се пријавив прво го гледам како една авантура, можност да научам нешто ново, некои нови техники околу готвењето. Јас сум Данило Галевски. За шоуто 180 степени дознав од социјалните медиуми и поради пасијата за готвење и готвењето на многу пријатели, некако ме убедија да се пријавам на емисијата. Не се пресудни толку милион денари, отколку искуството со искусни шефови и самото тоа што би научил нешто за понатака во готвењето, прави да продолжам понатака. Надпреварувачи, доаѓам да ви известам дека 10 минути измина. Дали сте задоволни со своите лепчиња? Како ги замесивте и како испадна? Веројатно да. Малку тебе те измачи? Не измачи, да. Се надевам дека ќе убрза со пинџурот. Мартин? Лепчињата да. Малце со пипрката се мачам, не ми е малце допечена, ама ќе видим. Со малку труд ќе... Да. Тука веќе почнавме со пржење. Да, малку да го запржам. Може да се послужите со лажица слободно. Добро. Слободно послужете со лажица. Тука може да ви биде пресилно... За брзо да ми се загрее, сакам да пинџурам. Може да ви... Много е? Да. Значи, Пресилно, мислам може на четворка. на четворка? Да. Најсилното сакам, што е да не направам проблем само. Да не се запалиме, добро? Само дайте му во време. Како е тука, дали се горед? Здраво на сите, јас сум Александра. За шоуто случајно дознав од социјалните мрежи, имаше некоја реклама објавена. Решив да се пријавам, затоа што сакам да готвам, сакам да учам некои нови рецепти, нови техники. Исто така дојдена сум за да се дружиме, но нормално и за главната награда милион. Шефчорија. Добро изгледат. Само внимавајте. Внимавајте со врело масло. Ова е границата каде што може да загори. Индукциите се јаки. Супер изгледа. Ете така, пробувај, кајде.
секогаш пробувај, веќе кога ќе се испрати кај гостинот или во овој случај кај комисијата, корекција нема. Слободно, по-опуштено се може. Тоа е продолжение на раката. Тоа е твој дел. Не е ништо од настрана, од надвор. Тоа е продолжение на раката, слободно, опуштено. Ќе го подпекуваш или не? Секогаш, како кажа Гоце вчера за обратната страна на ножот, рамот, така? Да. Користете го рамото на ножот да ви биде шпакла, не сечивото, рамото. Значи, тоа нека ви стане навика. За исецканите намирници на работната површина, кои ќе сакате да ги повлечите во тава или во тенџерче, за да се истуркат од работната површина, користете ја горната страна на ножот, ножарски кажано во наш жаргон, рамо со рамењата, за така би ви останале подолго оштри ножевите за подобра работа. Здраво на сите, јас сум Мартин Андрик, доаѓам од Скопје, аеродром. Целта на пријавувањето за ова шоу ми беше самата љубов кон готвење. Покасно доснав за убавата сума како награда и дефинитивно е огромен плюс, но најголемиот дел, најголемата причина за тоа што дојдов е заради самото искуство да впијам повеќе знаење од шефовите и од дефинитивно на праворачите, колегите. Многу ми е интересно кога се мотам вака по кујни со луѓе што, како што реков, поискусни. Дефинитивно една причина беше другарче што тука се мотка цело време и работи, тоа е Стефан Јаневски. Секи поздрав. Добри сме. Уште од прилика 10 минути. Како 10 минути? Еве ми сигнализираат уште точно 10 минути имате. Кој што гледам, на никој не му е потребна помош. Супер се сноѓате сите. На добар пат сме. А веќе професионален звук. Нешто што викам стално, кај што можеш елегантно, нежно, не се троши. Зашто, знаеш, при повторување на едно движење ти патат с главо и, знаеш, после година дена работа, долгороче почне с главот, па те дива, те боли пола. Така да, кој се може по-нежно, Макдоносот е нежен, може со рака се скине. Знаеш, по-нежно, чувај се, секогаш ставот која работа, бидејќи 12 сати сме на нозе, да биде распоредена тежината, никако, знаеш, вака има, некоја ќе ги видам вака, седам. После 2 недели оваја нога е аут. Така, до 4 ви е доволно индукцијата, доволна температура, многу се јаки, внимајте. За наградата дознав во последен момент, искрено немаше никаква врска во однос на тоа да бидам мотивиран или не за да се пријавам, но би му нашол чаре на парите се. Најмногу сакам, може би, македонска храна сепак, во секој случај македонска. Повеќе сум места, така да не сум. Ребра. Специфична храна немам. Ги сакам сите вкусови. Дома обожавам да готвам. Повеќе сакам благи работи да готвам, меѓутоа не ми се пречки, исто така можам и во солените јадења да се снајдам. Што вика? За мој вкус. Зборува, а? За мој вкус. Зборува. Тоа е добро. Мислам дека малце брзаш со лепчињата, тоа е моје мислење. Имате време за лепчињата, малце совети на вака од мене гратис, имате време. Не ги брзете, не ги брзете. Не ги брзете, не ги брзете.
Не ги брзете. Осте го тоа уште малце Людмила. Врати го ова. Врати го уште малце во ферментација. Не ги брзете лепчината. Не ги брзете. Остете ги. Да, се изда. Рано ви е за лепчињата, мој совет. Рано е. Рано е, ќе ви кажам. Тогаш на единица. Денешниот надпревар не е елиминационен, денешниот надпревар е да ве запознаеме малку со кујната, така да сакам да видам добри резултати, без паника. Супер сте сите. Може малку паник? Малку може. Малку може. Не мораш толку, Ане, не мора толку глутен, ова е пита лепче, лесно, буквално као палачинка, не мора толку да му развиваш, да го месиш. Тука више имаш некој резултат, не е лошо. Меѓутоа, пак ќе ти кажам, остај си едно, имаш, ќе ви кажам кога е за лепчињата. Не ги брзете. Колку стол наставив? Имате време. Овде, искрено, дали мислиш дека е малку масно? Така? Што можеш да направиш со тоа? Имаш целка? Пази. Околу наградата наградата е добра, но не очекувам да ја добијам. Не се гледам како фаворит. Знам дека има и награда, меѓутоа не верувам дека би можела да стигнам до таму, зашто чисто онака се пријавив заради учењето, да видам нешто за новитетите и тоа. Не верувам дека до крај би стигнала, али не е лошо. Секако. Ви реков, ќе ви кажам за лепчината. Рано ти е, Не сум али кога си упорен добро. Да пржете ги убаво пинџурите. Кога е готов пинџурот? Истото и со ајварот. Штом со лажицата можете да направите пат и да се гледа ното на тенџерето. Така? Значи тоа може да го постигнеме во овие 35 минути со оваа мала количина на пинџур. Следен пат кога ќе правиме ушерпа, Мило ми е што сум тука и ќе пробам да терам до крај. Според мене има поискусни и дефинитивно луѓе постари од мене, најмлад сум, така да малце сум скептичен, ама ќе терам бро можам, така да ќе давам се од себе. У принцип, готвам се, но некако поише ме влече fine dining. Како што гледам, има доволно, мислам, доста искусни готвачи заедно тука со нас. Очекувам да добијам наградата, но ќе видиме, времето ќе покаже. Пареа, одлично, браво. Ми се свиѓа идејата. Гледате што е можно повеќе да избегнувате керамика со керамика, порцелан со порцелан, малце играете и со сервирањето со различни материјали, нели? Така, тањир во тањир е окей, ама имате и метални, има помали, Данило, има помали, има. Извинете, овие ги заборавивме исто. Ајде. Класиката на братство, незаборавна од нашето детство, да ја испочитуваме. Кој ќе ја испочитува? Пекарот. Класиката на братство, повели, имаме и метал. Така да и овие ќе ги ставиме во игра од следната епизода. Светиот грал. Светиот грал. И што сте не смејадели во вие? Гоце, али за сладолед се класик. Не надмашен. Добра идеја. 3 топчиња. Може 4. Може 4.
3 са таман. слагам. Одлично таман. Зависи, да. Јас се сеќавам од 5 денари топче го запознав сладоледот. Мислам, тоа 5 денари беше, ја Во наше време. прв пат се запознав со сладолед дека Во наше време. И аз 10 стотинки го зимам. 10 стотинки. Да, во корнет и во тие круглите вака. Така да и јас не сум. Значи не сакаме црна боја, да повторам, црна Да, боја да, тоа е нешто. представува загореност, представува Мало е за тебе ако не го знаеш од 5 денари. од петче, да. Уште 5 минути. Можеме лепчињата да ги ставиме веќе во термичка обработка. Кој каква ќе одбере. Рековме, можете и некој мекица да направи. Пази, Ален, тоа чади. Не, ако ставиш у таа става, имаш сигурна катастрофа. Тука нема збор. Тој зетин е више загорен, распаднат, не е ни здрав, нити вкусен за конзумирање. Мење тава. 5 минути. Ова е добро, браво. Ова е боја одлична. Значи ова е супер. Да видам? Ова е супер. Испечено лепче. Еве ја. Многу е сложно. Златна кафела, тоа е тоа. Сложно е на овие. Тоа е добра карамелизација, мајлардова реакција. Да видиме? Примамливо за око. Примамливо. Може направиме мали бурита со пинџу, а? Мексиканската кујна, да речеме, многу блиска до македонската во многу нивоа. На колку го печеш ова? На двојка или на единица? Двојка. Ова. А? Двојка. Ајде да видам. Ова покрива за побрзо да ти... Чекај, ти кажам кога, полека, мора тоа да врие онака, сакаме агресивно вриење. Радка ни е више готова, а? Супер, кратко и јасно, сама, тоа што треба. Само мала замерка за маснотијата што плови, се надевам дека е маслиново. Секогаш као готвачи размислувате да принесете за гостинот храна што ќе ни донесе пресре благосостојба, ќе се чувствуваш добро. Значи, ако јас изедам пинџур кој што е спрем, тежок на лук, претежок на масло, пресолен, едноставно, колку и да е тоа вкусно, ако после тоа дигестијата ми е лоша, нема да се вратам кај вас. Значи, размислувате секогаш вашата работа као готвачи во иднина е и да се грижите за гостинот. Добро и ова, да биде доволно. Тука е пресилна температурата, мора за мене тава не е добро. За исклучите за мене тава. Спремно ти ова. Само хартија му обставен са лепи. 3 минути! Чекај да видам. Ако има, Не. Не е добро. Не е добро, испечено, али можеш малку се ова да се спасиш уште 3 минути. Како ќе задржиш топлината на ова за да ти се буфне, за да повеќе експандира во капак? Нормално, користете секоја топлина. Тоа е на граница. Уште 3 минути. Слободно покривален, тоа за да добиеш поголема топлина, имате капаци. Размислувајте така, значи направете водена бања за лебот натре, кондензацијата уште повеќе ќе даде по, како да кажам, воздушесто тесто. Ете така, супер. Малку на крај паника. Паника малку на крај. Знаете што е добро со пинџурот? За мене. Тоа е тој пut. И лошиот пинџур е пак доволно добар пинџур. Едноставно, као ракијата. Се слагам. Че толку го ставам пинџурот да и која е лош, повторно е добар. Тоа не е лош, само е масен. Уопште не е лош. Немој тоа. Нема многу лоши се. Немој тоа. Како ќе спасиш? Не се откажувај. За све има спас. После нема спас за преварени спагети. И за уште многу други работи, ама за тоа има некој спас. Осте го намали температура, намали покриво да се довари и после ќе исечеш кората. Таа што е загорена. Осте го. Става малку зек. Уште минута и пол.
На единица ги ставам. Много е битна љубов. Околу 2 минути, 3 би требало зашо големо, да знаеш, обично на Како пица, да. 50 грамско лепче 3 минути е готово. 2 до 3 минути, а ова ти е 100 грамско, така да остае го до крај. Штом почнам да одбројувам, на последните 5 секунди вади го. Одбројувањето ќе почне за многу кратко. Ова ми свија. Само, да. Добро е. Светиот грал. Мартин, сети го да се осигураш дека ти е печено, не може живо лепче да му даеш на Злате најстрогиот судија деновиве. Така да не сакаме, чека да видим исто тоа сеци го, да видиш дали е печено. Не ви се потреби толку големи лепчиња, тоа би беше исто грешка. Одете со мали, Требаше тенки. мекици, тенки, со 2 лажици, што помалце направите лом, тоа по-добро ќе ви биде и станицата ќе изгледа почисто. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, вали го, 1, 0, раце горе, тоа е тоа. Толку е. Што направивме? Направивме. Супер. Ќе видиме. Големо е многу, да, големо. Требаше помало. Супер. Како сум го Пинџурот изгледа супер. Добро, пинџурот изгледа супер. Океј, направувачи, за кратко, одиме на дегустација. Ален, Данило, Мартин, повелете, пристапете ни и накратко презентирате што подготвивте со пинџурот и со лепчето. Ален, повели, накратко презентирање од твојата верзија на пинџур и лепче. Пинџурот прв пат го правам на овој начин. Обично во прилеп го готвиме со обични пиперки и со црвен патлиџан, не со модар патлиџан. Нема модар, а? Не. Тоа е значи прилепски пинџур. Па, барем во мојата фамилија се правил така редовно. И го викаме Зашто, точени например, пиперки, кога а сме не патувале со Злате, у Струга, се сеќаваш, ставаат па морков ставаат, го мелат. Има Ние разлика. како училиште сме на пати да направиме едно мапирање на сите тие работи, зашто голем хаос ние и немаме некоја стандардизација во нашава кујна и тоа многу ќе ме интересира, ќе седнеме накратко после да поразговараме на таа Било тема. драго да разговараме на темата. Така. Со лепчето не сум баш задоволен. Ретко правам лепче од ништо, повеќе сакам да готвам меснати работи и манџи, но мислам дека е задоволуваче. Сосема окей, изготвено е, мирис одлично, не е многу загорено на границе. Сакам еден коментар тука, еве, искористивме едно сервирање кое што искрено на мене ми се допаѓа, можеше доколку е модерна варијанта да ставиме топка сладолед од сирење и да го вратиме братство, неговиот безвременски дизајн што е за сладолед. Така да можеме следно некоја епизода да направиме модерен пинџур со сладолед од овчо сирење и да биде на комбинација. Се надевам дека ќе сум На со ништо да ти благодарам. Денес готвевме пинџур со лепче. Интересна комбинација, секако македонска храна, ми се допаѓа тоа. Првото нешто беше, што ми исплаши реално, беше моето справување со тесто и со готвење на лепче од ништо, basically. Мислев дека времето, самото, како да кажам, одминувањето на времето дека би направило проблем, но како што одминуваше времето, така се повеќе се снаоѓав и исчезнуваше тремата.
Во однос на тоа што го зготвив, задоволен сум. Мислам дека испадна добро, поготово лепчето. И се надевам дека во наредната епизода би бил поуспешен. Данило Повели. И од тебе на кратка презентација и твојата замисла како би требало да е. Мојот пинџур е реално по рецептот на баба ми, односно подосна на мајка ми. С лепчето мислам дека не искочи добро. Како си задоволен од пинџурот? Од пинџурот сум задоволен, лепчето е преголемо, сакав да експериментирам на пареа да го направам, но... Тоа е плюс, што си сакал да експериментираш, но ама ќе опробаме. Да, се надевам втор пат дека ќе испадне кога што треба. Фала ти. Денеска готвев пинџур по рецептот на баба ми и мајка ми. Јас лично сум задоволен, но шефовите не беа задоволни мислам, не од пинџурот, него од пресоленост на пинџурот. Да речеме, тука имав малку грешка, лепчето не ми испаднувало, пошто експериментирав, сакав да направам лепче на пареа. Немаше доволно време и нели нормално треба да си го прави своето и времето. Па мислам дека е доволно, но дека се работи под притисок и дека ми е прв пат да готвам пред камери и сето тоа некако брзо пројде и се надевам дека во понатамошните емисии ќе биде сето таа трема надмината. Мартин, ајде повели с презентирање. Повелете, Каков пинџур ни приготви? значи за пинџурчето реално можам да кажам дека не сум го правил. Обично јас секогаш сум помагал на баба ми и баба ми си го има спремно. Она знае како со дозите, кај нејзе малце по долгнавести парчиња пиперка. Јас мислам дека ја погодив, да речем, грутките и самите парчиња не беат премногу сомелени, текстурата мислам дека е супер. Не знам како направив со маслото, вие ќе кажете, на зачин според мене е супер. Минимално љутко да има шмек, сол доволно. А лепчето, кај лепчето ми е многу криво, затоа што сакав, мислам, на изглед испадна супер, му фалеше барем уште минутка. Сакав, можеби можеше малце потенко, ама мислам дека е добра дебелината, само што фалеше уште минутка. На прв поглед бојата е добра. Бојата е да, ама во средината не проценив како што треба. За прв пат задоволен сум, ама можев многу повеќе. Првата замисла беше малце да фрлам исецкано лукче и макдоналдче врз лепчето. Минимално да го стоплам на крај, ама тоа е таа, времето си го прави своето. Океј, сум задоволен. И благодарам. Дефинитивно сум задоволен со самиот исход, во однос на тоа што не сум готвил многу често пинџур. Влијае многу трема имам кога сум пред камери и општо кога се тркам со времето, но бев задоволен од тоа што го постигнав денеска. Би рекол дека сум можел малце повеќе за лепчето, мада сосема беше супер. Добро е што припазив на сол, заради тоа што јас јадам многу посолено и ми текна и припазив дека треба малце да биде посмирено со зачините и успев да ги задоволам куварите, така да целосно се на се супер според мене за прв ден и за прв пат дефинитивно убаво поминато. Па да пробаме. Живо е за жал, а целта ти беше многу благородна. И следното, мислам дека више имаш поуката. Јас сватив грешката. Да, али супер, многу ми се допаѓа идејата. Лепчење на пареа, со пинџур баш би било забавно. Да не биде Да ги добиеме, традиционално баш. да. Максимум док е 2-30 грама, за 2 минути се готови. Одлично. На граница, сама граница. Значи, секогаш имате на ум кој е пинџур со леп, така количината што ја се сервира. Да има некој баланс. Ова е многу леп за
никогаш не е многу леп, ама може малку. Во случајов. Да, во случајов, окей, не е страшно. Ален, повели. Немам никакви замерки за ништо. Мене лично и лепшо ми се допаѓа. Ми се допаѓа што се стал сусам. Уопште не излегуваме од вкусовите што се надополнуваат, значи ништо не штрчи, сервирањето ми е сосема во ред, така да секој час. Супер. Данило? Може само малку порцијата на ово. И лепчето имаше еден плюс од нас што си сакал да експериментираш, да го направиш на пареа. Знаеме, малку е било помало и ќе било све наред. Пинџурот, искрено за мене, малку повеќе сол. Дека има внатре, дека е вишок. Мислам дека ќе се сложите колегите. Да, другото си е- малку посолен. Не, премногу не е нешто страшно за нјанса. И внимавајте вака да не покриете убавите бои на пинџурот, ворете да има на крај свежа декорација, секогаш во ред, меѓутоа во некои дозирани количини да не Да, тоа сакав јас да не штрчи. да го потенцирам да не е премногу. Се е добро и убаво до нека умерена Се си имаме. граница. Пресловено. Фала ти. Да. Мартин, повели. Поведи, Марти. Пинџурот мене ми се допадна. Убава боја, убава текстура. Баш ми е мило. Кај лепчето правеше, требаше. Барем уште е малку. Минутка фалеш. Да. Нјанса да се допече. И како што реков, да беше малце потенко, што реков ти, помалце ќе беше на количина и поубаво ќе си испечеш, така да. Добро, али имаме време за наредно да се поправиме, да Тоа е реагираме. целта. Тоа е целта на шоуто. Да. Да почнеме од негде и ти видиме кај ти завршиме. Сепак да не... Ви благодарам. Александра, Радка, Људмила, повелете еден по еден. Александра, повели прва. Збор 2 да слушнеме за твојата верзија. Како што знаете, денес правевме пинџур. Обично сум навикната во поголеми количини да се прави дома пинџурот. Прв пат Се славам. правам вака во помала количина, се надевам ќе ви се допадне. Исто така и лепчето го правам прв пат. Малце како мекица сакав да го направам. Да биде Сигурно ше малку помего. потешко, помала количина, Да. се сложувам со тебе апсолутно. Меѓутоа, пинџурот лепчо изгледаат, лепчо, баш ова изгледа парче што фатив, не ти е најсреќното, али генерално е окей. Дали си задоволна од Да, твојата задоволна сум, да. креација? Да, задоволна сум, како за прв Драго пат, ми е. да. Ти благодарам. Секако како за прва емисија во глобала сум задоволна од моето сготвено. Секако ќе ги почитувам критиките и пофалбите за понатака од судиите. Трема нормално дека имав. Прв пат настапувам пред камери и на телевизија. Задоволна сум, секако имаше некои мали пропусти, но задоволна сум. Радка? Како вие го спремавте пинџурот? Тоа е еден рецепт што го правела баба ми и мајка ми, значи си ја продолжив традицијата. Сега јас мислам дека малку не штедев на зејтин овој пат, ама изгледа тремата си го направи своето. Околу лепчето едниот дел е со рузмарин, другиот дел е со рузмарин и лук. Можеше малце повеќе да почекам да нарасне, ама времето не ограничува, со тоа не прави малци нервозни и така. Готово, Ми фала се ти. допаѓа кога е сервиран во вакво, да кажеме во ваков сад што е нели термостабилен. Сум слушнал многу често викаат негде се сервира и топол пинџур. Па да. И топол, така да ова може само вака кој што е во печка 5 минути имам топол пинџур, така да супер, ти благодарим. Денеска подготувавме пинџур. Подготвив пинџур како што го подготувала мојата баба, мојата мајка, па сега ја го направив истото. Мислам дека употребив малце повеќе зејтин од тоа што требаше.
По вкусот беше добар. Мислам дека грешката беше во маслото, премногу масло. Околу лепчето подготвив лепче со лук и лепче со оригано, но мислам дека ми требаше малце повеќе време да нарасне. Мислам дека избрзав околу тоа. Во главно оценката ми е 4, дека можев и малце подобро. Кога би имала малку време и не толку трема. Людмила, ајде повели. Ти ни објасни што ни презентираш. Што ни сготви главно? За вас приготвив пинџур на македонски начин и лепче со сончоглед, тиквени семки и маслинки. Отлично. Можеше да биде уште по-убаво лепчето, али тоа е. Добро. Во секоја работа може и подобро, али добро е сепак тоа што се одлучила за една промена. И баш се вклопува маслинката, ти ги истакне сите вкусови, има една кисело специфична што све ќе истакне. Се надевам добар елемент. Да ви се Малку допадне. печењето е над она што го сакаме. Задоволна сам, добро се представив. Може боле, може уште по-добро. Се надевам дека на наредните емисии уште по-добро ќе се представам. Денеска правевме пинџур и лепчиња. Секој на свој начин, кој како се знае. Добро беше. Комисијата задоволна и јас задоволна. Мислам дека сите учесници задоволни бевме. Да пробаме? Да пробаме. Ајде. Јас се почнам од ова беше Ево и јас ќе ти дам поддршка. Александра. Ова беше Людмила. Се уште Многу вода, да, и маслинка како да се лепше. Не се допаѓа. Ова е најдобро запржен. Да. На малку маса. И најкрупен, али многу е масен. Ова е као цепкан. Александра, поле. Ова би рекол е избалансирано на зачини, меѓутоа се уште не е пинџур. Се уште би оставило некоја свежа салса, малку запржена. Има многу вода што мора да испари, малку и да добијат карамелизација секој еден од зеленчуците во пинџурот, да се запржи го, лукот е див, се уште нема онаа карамелизација што ќе даде ни ароми многу поелегантни. Али генерално може да се сервира како свеж пинџур, да речеме така. Некако. Како свежа салата. Свежа салата или свежа салса, лепчето сосема во ред, меко, убаво запржено, секоја чест за лепчето. Лепчето ми е фаворит во твојата порција, се на се солидна работа. Само да следен пат внимаваме на тие детали. Благодарам. Радка. Интересен пинџур. Кај мен искрено засмета само имаше доста луспи од пеперката Да. и малку поголема количина лук. По вкус. За зачин ми се допадна многу, беше баш добро избалансирана солта. Тоа е добро и уште една негативна, што ја спомнавме, маслото. Да. А лепчето ќе ставам средна оценка, да кажам, не е живо, не е препржено, ама има уште малку работа. Людмила? Кај пинџурот добро исацкана текстура, не е премногу ситно да не биде како мелено, ни премногу крупно. Лепчето ми остави добар впечаток со маслинката. Супер, само печењето. Да, Печењето да, е... да. Тоа беше. Внимавај, значи, се може да се направи добро во готвењето, меѓутоа завршните фази се многу битни, не сме да ви паѓа концентрација.
завршните фази. Иначе, идејата ти била одлично, особено снимкава Одлично се вклопи. Само фанеше нијанса мала во печењето. Печењето. Али сепак замислата беше многу добра. Фала. Фала ти. Ви благодарам на сите. Во оваа фаза се надеваме дека нешто научивте, се навикнавте на условите во нашата кујна. Се надеваме дека ве инспириравме, да го видите пинџурот низ едни креативни очи на многу варијанти, дека само еден обичен пинџур може да се направи до сега во 18 варијанти. И ние сме исто задоволни од сите резултати постигнати и голем аплауз за вас. Жирито беше доста, како да кажем, доста фини беа со нас, сепак е прва епизода. Мислам дека можеме сите повеќе. И тоа е тоа. И е Александра Филиповска што напишала за пинџур, али мора да се сложите, малку загребавме во македонската кујна и одма видовме колку е разнолик. Да, разнолик. Што би се рекло за еден пинџур би требало една цела ваква книга по региони да напишеме. Ралем ни кажа дека таму не ставале мудри патлижани. Струшкиов ставале моркови. Тука имаше некој пинџур што ме потсети на охридско-струшкиот вкус, што беше блиски и добар. Значи у Охрид тоа е тој, така? Да, имаше два вкусови кои потсетија на охридскиот пинџур. Исто ми се допадна креативноста со лепчињата, додатоци на маслина, вкусови. Да, видовме многу храбри техники. Данило на пареа ми се допадна идејата. Нешто е многу битно. Битно е, Злате, малци уште да ги коригираме на некои технички детали и ќе имаме супер учесници. Веќе се подобри. За сите гледачи, еден поздрав од кујната на ФДЖ Кулинарското училиште. 180 степени продолжува се посериозно и гледајте не во следните епизоди. Топол кулинарски поздрав.